Еврофокус, добро вечер. Откако минатата недела стана јасно дека поради бугарската блокада нема да се усвои преговарачката рамка за Македонија и нема да има почеток на преговори. Сега за прв пат нема никакви заклучоци и за проширувањето. Ние нема да дозволиме Унијата да биде судија на нашата заедничка историја, на тоа како се идентификуваме себе си или каков јазик користиме. Овие прашања припаѓаат на засегнатите страни и тука сме да им помогнеме со нашето искуство во овој процес на лечење. Со оваа порака Чешка и Словачка ги блокираа заклучоците за проширувањето, во кои Бугарија успеа да ја вметне реченицата погрешно толкување на историјата. Во услови на апсурдни уцени од Бугарија, докато прва ќе треба да се види како овој потек на Чешка и Словачка ќе го насочи процесот во иднина. За Македонија е секако големо охрабрување, иако ризикот постои да остане само символика. Останува едно големо неизвестно меѓувреме во кое списокот на реформски обврски е голем. Ние вечерва во Еврофокус се фокусираме на дел од нив. Еве што донесуваме. Заробената држава исчезна од извештаите на ЕУ, но колку нејзините рецидиви останаа во општеството. Заробени државите на Западен Балкан и Турција. Политичарите и нивните мрежи ги контролираат нивните национални интереси за да профитираат од корупцијата и неказнивоста. Извештај на Transparency International. Меѓу зборови и дела, дали политичката волја е клучна да се спречи високата корупција и натаму да вирее. Македонија е најмногу прозападно ориентирана од сите земји во регионот, а 1/3 веруваат во теориите на заговор за COVID-19. Истражување на Глобсек. Заробената држава исчезна од извештаите на ЕУ, но колку нејзините рецидиви останаа во општеството. Заробени државите на Западен Балкан и Турција. Политичарите и нивните мрежи ги контролираат нивните национални интереси за да профитираат од корупцијата и неказнивоста. Извештај на Transparency International. Меѓу зборови и дела, дали политичката волја е клучна да се спречи високата корупција и натаму да вирее. Македонија е најмногу прозападно ориентирана од сите земји во регионот, а 1/3 веруваат во теориите на заговор за COVID-19. Истражување на Глобсек. Да, тоа се темите за вечерва, а мој вечерашен гостин е професор доктор Сладжана Тасева, председател на Transparency International. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И пред да преминеме на она што повторно се актуализира со ова последно истражување на Transparency International, дилемата за заробената држава, едно прашање околу, неминовно околу политичките импликации, на импликациите на она што се случува практично на политички план и оваа неизвестност околу веќе одложениот почеток на преговори врз целиот реформски процес. Имате искуство со многу проекти, со многу наблюдувања колку можеме како држава да тераме реформи сами, а колку, како што велат и во владата, а подобро како држава ни оди кога имаме европски камшик однатвор. Затоа и сите овие години ние веќе сме, како беше вчера, годишнина откако 15 години откако становме држава кандидат за членка во Европската унија, и во цело ова време, во сите овие 15 години, па и претходно, постојано зборуваме за тоа дека се уште немаме доволно изграден капацитет, ниту доволно цврста изградена политичка волја за да обстоиме на она што е потребно да се направи европеизација, односно да се направат реформи заради потребата на граѓаните и на самото општество, а не само заради Европската унија. Затоа постојано зборуваме дека секако дека преговорите ќе траат долго, тој процес нема да се заврши брзо,
Меѓутоа, неопходни ни се преговори за да се создаде некаква внатрешна динамика и дисциплина, уште повеќе би рекла, за да знаеме дека имаме обврски кои што треба да се реализираат во определен временски период и на определен начин, за да се презентираат конкретни резултати. Ако тоа не се прави во услови да некој постојано го контролира, ние немаме таков демократски и политички капацитет да обстоиме. Ние немаме изградено таков тип на национален консензус дека ќе ги зацртаме целите без оглед кој е на власт и која влада е на власт, дека ќе одиме кон остварување на тие цели. Да, но тоа води до уште еден голем недостаток, а тоа е во однос на капацитетот, тоа што значи административен и стручен капацитет. Во минатото сме се соочувале и со отворени критики од странски донатори, од амбасадори, дека не може да се денеска да се гради одредена структура во администрацијата, утре при смена на власт таа да биде смената и едноставно да имаме милиони фрлени евра на едукација, обуки и така натаму практично во бунар. Можеме да ги вратиме назад овој тип на емисии, кога сме разговарале за тоа. Каде се резултатите и ефектите од милионите потрошени од техничка помош и од донации и од вакви европски проекти? Затоа го поставив, бидејќи ги повторуваме. Немање капацитет, значи со години се повторуваат истите прашања. Значи ние и самите веќе слушаме дека и во самата влада тоа се зборува. Дека ние многу малку имаме институционална меморија. Многу малку во институциите се задржува она што се стекнало како резултат на техничка помош и поддршка, како резултат на обуки, едукации, како резултат на изградена практика на основа на одредени норми, правни, законски, подзаконски акти. Постојано имаме промени во таа администрација кои што не водат до тоа да се прават трајни резултати, да се создаваат одредени трајни принципи и начини на работење, туку се и постојано тоа ни се повторува, работите почнуваат од почеток. Кој како ќе дојде во влада и на власт, работите ги почнува од почеток. Тоа што било претходно, сите претходни активности, стратегиите, заложбите, се некако се започнува од почеток и се коригира, ама на начин за да одговара на дневната политика, а не на начин кој што ќе одговара на спроведување на барањата од АКИТО или од европските стандарди. Единица по научени лекции. Тоа ни се повторува постојано како циклуси и ние постојано кога ги читаме нашите извештаи или дури овие емисии да ги гледаме од пред неколку години, ќе видиме дека се враќаме повторно на истите теми и никако не ги научивме лекциите. Значи, ние постојано кога работиме извештаи, викаме сега што научивме од ова, или кога работиме проект, што е она што утре треба да го избегнеме. Меѓутоа, некако работите не ни одат добро во таа насока, кога зборуваме за реформите. Некогаш сакав да верувам дека нашите процеси не можат да се вратат назад, вклучително и тогаш кога првпат ги поставивме темелите на антикорупцијската комисија, но се покажа дека сите процеси се реверзибилни. Ништо не е да остане и да се надградува. Туку се може да се сруши и тоа многу бргу и за тоа бевме сведоци и затоа се уште зборуваме за заробената држава и остатоците од неа. Доста темелен извештај на тема заробена држава, Западен Балкан и Турција. Што значи тоа, кои се предизвиците? Краток преглед на истражувањето од колегата Никола Илиевски. Заробената држава на Западниот Балкан и во Турција ги збогатува политичарите и нивните најлојални следбеници по исклучително висока цена која плаќаат обичните граѓани. Истовремено на овој начин се разорува и довербата на јавноста во институциите, бидејќи тие се повеќе им служат на приватните интереси. Ова е воведната констатација во истражувањето за заробената држава, односно системската политичка корупција, во која приватните интереси во значителна мерка влијаат врз државниот процес на носење одлуки, кои го пренасочуваат да функционира во нивна корист.
Иако владењето на правото се смета за еден од главните услови за влез во Европската унија за 7 анализирани држави – Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Турција, неговото целосно воспоставување останува голем предизвик. Уште повеќе во овие држави се забележува и суштински поинакво заробување на државата од традиционалното, пишува Транспаренси. Доколку вообичаено на заробената држава се гледа како последица на обидите на поединци, групи или фирми за пренасочување на владините политики во сопствена корист, во 7 анализирани држави политичките елити се тие кои го предводат заробувањето на државата. Заштитничките и клиентелистичките мрежи кои ги формираат партиите го овозможуваат заробувањето на државата и се најголемата пречка за незиното спречување. Начинот на кој се заробува државата во 7 земји, Транспаренси го анализира преку двата темели на владењето на правото – работата на судството и процесот на носење закони. Конкретно се земаат предвид недостатоците на судството во справувањето со случаите со висока корупција и неказнивоста за високата корупција и како второ, непринципиелното влијание во законодавството, кое резултира со носење закони по мерка на приватните интереси кои ја заробуваат државата. Ваквите закони го потврдуваат и легитимизираат користењето на јавните институции за приватни цели. Со нив борбата против заробената држава станува исклучително тешка, затоа што секој обид ќе се толкува како непочитување на законот. Една од главните карактеристики на високата корупција е присуството на цели мрежи на покровителство и клиентелистички односи на различните хиерархии во рамките на системот, како министрите и помошниците министри. Како пример за корупција од високо ниво, преку клиентелистичка мрежа се наведуваат настаните од скорешната политичка историја на нашата држава, односно 5 случаи кои поранешното СЈО ги водеше против Груевски и Јанакиевски, кои беа заедно обвинети, како и случајот во кој освен Груевски и Јанкуловска беше обвинети незиниот помошник Ѓоко Поповски. Во Западниот Балкан и Турција корупцијата многу често е и дел од детално испланирана шема, а не последица на индивидуална постапка, пишува Транспаренси, илустрирајќи го ова со случајот на незаконско финансирање на ВМРО-ДПМН, која беше обвинета дека во периодот од 2009 до 2015 испрала околу 5 милиони евра. На Западниот Балкан и во Турција неефикасноста на судството според Транспаренси не е само симптом за недостаток на владењето на правото. Таа има клучна улога и за задржување на заробената држава, преку спречувањето на соодветниот кривичен прогон на високо рангираните официјални представници за корупција и злоупотреба на функциите. Во тој контекст се наведува и скандалот со злоупотребите на системот за автоматско управување со судски предмети АКМИС во Македонија. Во анализираните случаи од регионот се споменува и неславниот епилог од работата на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева, која беше осудена на 7 години затвор заради злоупотреба на функцијата, како и фактот дека од 33 отворени истраги, само мал дел од оние за висока корупција завршија со затворски казни. Истовремено и должината на судските процеси е чест проблем во анализираниот регион во најголем дел од земјите, особено во БИХ, Македонија и Косово. Проблемот со заробената држава и неказнивоста за висока корупција во Западниот Балкан и Турција е добро познати за Европската унија, чии институции активно им помагаат на земјите од регионот во зацврстувањето на правната држава, како основен предуслов за нивната интеграција во унијата. Транспаренси забележува дека реформите кои ги предлага Европската комисија и антикорупцијското тело на Советот за Европа, ГРЕКО, се соодветни за проблемите кои се регистрират и во овој извештај, како недостатокот од независноста на судството, конфликтот на интереси во креирањето на законите и недоволната транспарентност. Сепак, заробената држава и неказнивоста за високата корупција се и натаму присутни, а според Транспаренси, тој парадокс се објаснува со две причини – недоволното ниво на имплементација на реформите и нивното делумно спроведување. За ослободувањето на заробената правна држава и елиминирањето на факторите кои го овозможуваат незиното формирање, според Транспаренси потребно е да се создадат и имплементираат ефективни реформи во секоја од областите каде се регистрираат слабостите. За таа цел, против заробената држава меѓу бројните мерки се препорачува и поттикнување на усвојувањето на антикорупцијското законодавство како услов за пристап до мултилатералните финансии, прецизна дефиниција на конфликтот на интерес со заштита на јавниот интерес пред приватниот, како и дефинирање на односите, активностите, позициите, интересите и минатите прекршоци кои би биле некомпатибилни со вршењето јавни функции. За политичките партии, меѓу другото се препорачува реформа на нивното финансирање, при што ќе се земе предвид лимитот на донациите од поединците и правните лица со интерес во креирањето на политиките и алокацијата на ресурсите. Задолжително би било и пријавувањето и објавувањето на сите приходи и трошоци на партиите во лесно достапен формат, како и соодветни санкции за непочитувањето на ова обврска.
Тоа беше прегледот на извештајот на Transparency International за заробената држава во Западниот Балкан и Турција. Госпожа Тасева, меѓу другото се вели, заробената држава во Западниот Балкан и Турција ги збогатува политичарите и нивните најлојални следбеници по исклучително висока цена која ја плаќаат граѓаните. Истовремено на овој начин се разорува и довербата на јавноста во јавните институции, бидејќи тие се повеќе им служат на приватните интереси. Заробената држава исчезна од извештаите на Европската унија, барем што се однесува на Македонија. Видовме дека во целиот Западен Балкан и во Турција се уште не е така, но барем што се однесува до Македонија и барем за извештаите на Европската унија, во извештаите повеќе ја нема. Но останаа ли рецидивите длабоко во општеството и НАТО? Постојано се случува тоа, затоа што и европската делегација овде гради една таква практика, да води политика на мотивирање, да води политика на да се потурнат процесите. И затоа минатата година заробената држава исчезна од извештајот, затоа што требаше да се даде поддршка во време кога се усвојуваше новата методологија, кога требаше да се договори новата методологија за преговори. И тогаш и оваа година ние добивме повеќе позитивен, или би рекла розов извештај, но мислам дека не е до крај реален тој извештај и дека состојбата со заробената држава се уште не е многу актуелна. Ние не можеме да кажеме дека исчезна. Таа исчезна од извештајот затоа што и тој е на некој начин политички дефиниран извештај. Затоа прашав дали ги имаме рецидивите и во кои сегменти можеме да ги препознаеме. Ние се уште имаме многу рецидиви на заробената држава и тоа го гледаме и во многу сегменти и ден денеска. Го гледаме и во она што зборувавме во начинот на функционирање на нашите институции, го гледаме во тоа како ни се поставени системот, како ни е поставен. Дали постои во реално поделбата што ја имаме во уставот на законодавна, извршна и судска власт, или се уште имаме ситуација каде што извршната власт ги контролира другите власти. Значи, не постои оној систем на проверка и контрола, не постои систем на поделба на властите. Се уште зборуваме за проблемите во судството и веќе 3 и повеќе години не можеме да започнеме со реформите во судството и постојано тоа се одолговлекува, се уште сега се прави некаква методологија, иако веќе пред 4 години знаеме дека главниот проблем на ова општество е судството. Затоа што ако не постои независна судска власт која што ќе раздава, така викаат правниците, право и правда за сите граѓани подеднакво, без разлика дали граѓаните се дел од некаква мрежа или од некаква група или имаат поддршка од некој центар на влијание, подеднакво да биде достапна правдата за секого. Тоа денеска се уште не постои. Ние се уште, ако не постои тој столб во државата, сите други столбови, и тој е столбот кој што може и треба да ги контролира сите други власти. Собранието не се покажа и не се профилира како институција која што ги контролира оние кои што ги назначува и поставува, почнувајќи од независните институции и тела, па и до владата, затоа што и владата се назначува и односно се бира од страна на собранието. Тие основни елементи на демократијата не постојат, се уште не можеме да зборуваме дека имаме владење на правото. Дефинитивно тоа се уште го нема. Многу граѓани ќе кажат дека имаме проблем со работата на судовите и не само во кривичните постапки и предмети кои што беа предмет на нашата анализа, предметите на висока корупција,
туку во граѓанските предмети уште повеќе, во парничните постапки исто така. Ние имавме неодамна овде во вашата телевизија, мислам, интервјуто на председателот на државата, господинот Стево Медаровски, кога тој самиот кажа дека најголем проблем во оваа држава е високата корупција и неможноста да се справиме со тој проблем и високиот степен на заштита на корумпираните во услови на висока корупција. Специфика во истражувањето, значи опфатени се 7 земји, 2 столба се анализираат. Првиот веќе го објаснивте, тоа е работата на судството и зошто тоа е битно. Вториот е специфичен процесот на носење закон. Зошто овој елемент? Ние долго размислувавме во Transparency International. Прво ќе ви ја кажам генезата како дојдовме до овој извештај. Пред 4 години сите во регионот ги направивме анализите на системот за национален интегритет. И тој систем покажа многу слабости и ставот беше, затоа што ова е проект поддржан од Европската комисија, дека треба да се оди чекор понатаму. Да видиме што во тие системи не функционира, односно како се случуваат таму работите. Една беше анализата на случаите на висока корупција во рамки на која ја анализиравме работата на судството, меѓутоа и на јавното обвинителство и сите проблеми кои се јавуваат во тие постапки, користејќи ја дефиницијата на висока корупција која што има поставено Transparency International. Меѓутоа, за да можат работите да се случуваат, ние, знаете, во Македонија и порано сме користеле терминот легализирана корупција. И постојано се зборуваме за тоа дека законите се менуваат според потребите. Токму тоа закони по мерка, или ги викаме во извештајот tailor-made laws, закони кои што се направени заради нечија потреба и по некаква според нечија мерка, за да може преку нив да се оствари определена цел која што оди во насока на спроведување на интересите на одредени групи, интересни групи или поединци дури. Тука не зборуваме за лобирање, тука зборуваме повеќе за оние кои што во позадина се прават преку влијанија преку политиката и преку влијание на мрежите и позадина на договарање заради постигнување на некаков и нечи интерес. И сега тука малку ќе излеземе од анализата на извештајот, но повторно е поврзано она што е како во контекст на носењето на законите, она што е како обврска и сега со една нова методологија си го презеде Државната антикорупцијска комисија, тоа е анализа на законите, на ризикот од корупција во законите. Колку тоа ќе помогне и ќе биде соодветна брана? Да, кога го пишувавме законот за спречување на корупција, веќе тоа е пак меѓународна пракса, се покажа дека тоа е друга тема, поинако од ова што се закони по мерка. Овие закони по мерка се од моментот кога дошла идејата за правење на законот, како е напишан до тоа како е усвоен. Сето тоа се прави во некоја постапка која што е тенденциозна или има определена цел. Такви не се случаите, например, со законите во најсликовито е сферата на урбанизмот, кај што 125 пати се сменети во 15 години законите. Мислам, во ниедна држава не можеш да зборуваш за правна сигурност ако имаш таква ситуација со промена на закони. Додека пак анализа на ризикот од корупција во законите или антикорупцијска анализа на законите, тоа подразбира нешто друго. Во законите се содржани постапки, процедури кои што не се до крај додефинито, се недостатоци некогаш во номотехниката, во пишувањето на законите. Например, утврдено е дека некој ќе донесе решение или некаков акт, ама не е кажано ни кога, ни до кога, ни како тоа треба да се спроведе. Или во законите имаме многу дискрециони овластувања и права. И сето тоа постои одредена методологија според која може
одделот кој што веќе постои во Државната комисија за спречување на корупцијата да прави анализа на законите. Законот за спречување на корупција предпоставува дека тие треба да прават анализа на сите закони кои што се сега во подготовка. Односно дека сите треба да им бидат доставени за да може да се направи таква антикорупцијска проверка на законите. Меѓутоа, тоа не се случува. Многу мал број на закони се доставуваат до Државната комисија за спречување на корупција за да се направи таков тип на антикорупцијска проверка. Во Србија, например, се воспостави систем да доколку законскиот текст кој што ќе биде доставен во собрание не содржи во себе и таков документ за антикорупцијска проверка на законот, тој не може да оди во постапка во собрание. Ние се уште немаме такво ниво на барање за антикорупцијска проверка во законите. И се уште тука сме на многу ниско ниво, иако комисијата направи и методологија, иако за тоа има веќе двајца се луѓе кои што тоа го работат, се спроведува со нив и определени обуки, меѓутоа мислам дека уште треба време да се зајакне прво капацитетот на комисијата. Да, тоа е прашање кое што подоцна ќе го разграничиме. Може ли да се направи некакво степенување во поглед во однос на, да се вратиме на извештајот во однос на заробената држава и начините на кои тоа што се случува меѓу 7 земји членки, кои што се анализирани, или секоја има свој специфики? Ние извештаите, националните извештаи, 7 посебни национални извештаи ќе бидат објавени идната недела. Ова е прво регионалниот извештај, кој што е на некој начин сублимат од се она што го видовме во сите извештаи, како екстракт што е заедничко во тие состојби, во тие држави од регионот на Западен Балкан и Турција. Тука можеме да видиме првенствено дека проблемот со функционирањето на судовите, односно начинот на работење и постапување на судовите, вклучително тука и трајањето на постапките, определени недоречености или начини како се уредени постапките. Понатаму имаме анализа на постапувањата и од страна на јавните обвинители, како тие се однесуваат, меѓутоа постои една многу сериозна анализа на мрежите. Мрежите помеѓу определени структури на лица кои заедно делуваат во определени периоди, кои што покажуваат определени модели на однесување. Значи, мрежи во смисла поврзаноста помеѓу власта, односно политиката, бизнисот и судството, и некаде подалеку и оние кои што носат одлуки и на локалната власт, како што е случајот со анализираните случаи во Босна и Херцеговина, или на централната власт и во другите постапки за приватизација конкретно, или за водење на постапки за таму каде што сите анализирани случаи се според дефиницијата за висока корупција. Значи, тоа предпоставува вклученост на високи функционери или лица од власта, или пак високи суми на износи со кои се опфатени со тие случаи. Значи, не зборуваме тука за оние основни типови на корупција, туку за високата корупција. Ние направивме во рамки на овој предмет ќе биде отворена за јавноста база на случаи. Сите анализирани случаи, мислам дека веќе се околу 400, затоа што секоја од нас, од државите, по 40 случаи стави во таа база на висока корупција, кои што чекаат во судството и кои што не се завршени од определени причини кои се анализирани во извештајот. И ќе видите во нашиот извештај. Тука има многу специфични примери и од Турција, како е системот во Турција, Србија, сите земји поединечно. Но што е еден специфичен заклучок, меѓу другото се вели во Македонија судските процеси за големите коруптивни случаи просечно траат 5 години, и на ова се додава понатаму и неизвестноста дека дел може
да застарат и така. Ние имаме ситуација дека 400 денови или повеќе од 5 години траат таквите судски случаи. Веќе имаме неколку ситуации да судските предмети застарат во текот на водењето на постапката или се застарени непосредно пред лицата да отидат на издржување на казна. Имаме такви случаи спрема поранешниот премиер Никола Груевски и лицата кои што ја напуштија државата поради определени причини, но сето тоа како резултат на изнаоѓање на најразлични начини од вклучените лица во постапката, но констатираме дека тука се случува многу често и како начин на постапување на судството. Судството погодува или придонесува, наместо да носи конкретни одлуки, тие дозволуваат одредени процеси да се одолговлечуваат многу подолго време. Сега кај нас, особено за Македонија, како специфични примери се посочени поранешните предмети на СЕО. Од друга страна, скандалот околу АКМИС системот и скандалот околу специјалната јавна обвинителка. Сега кога сето тоа ќе се поврзе со заклучокот кој што потекнува и од Европската комисија и како што подсетувате од ГРЕКО, дека клучниот недостаток е независноста на судството и конфликтот на интереси во креирањето на законите и нивната недоволна транспарентност и недостатокот на капацитет на институциите, односно во случајов на судството, произлегува некако пак како да се вртиме во тој магичен круг. Од тука кои се излезните решенија кои што генерално се препорачува? Значи, ние се вртиме во тој магичен круг, тоа е факт, дека тоа ни се случува. Ние, после извештајот на Прибе во 2015 година, формиравме специјално јавно обвинителство, затоа што предходно редовното јавно обвинителство не си ја работеше работата, на тоа сме укажале многу пати. А овие случаи по кои постапуваше специјалното јавно обвинителство не се нови случаи, не се од времето кога е формирано тоа обвинителство, туку се предходно, а за многу од тие случаи вие сте зборувале и ние, значи биле познати во јавноста, но не биле водени постапки, не само од судот, него и предходно не биле правилно спроведени истрагите и постапките од јавните обвинители. Како излез од тој круг зачаран, како што го викате, не изгледаше формирањето на специјалното јавно обвинителство. Барем нешто да тргне и да се расчистат определени случаи за кои што имаше доволно елементи, имаше доволно докази, а покрај материјалите од прислушкуваните разговори, но за жал тоа не се случи. Ние се уште имаме многу малку случаи од тоа јавно обвинителство кои што се завршени ефективно. Сега повторно се вратени назад во јавното обвинителство каде што предходно имавме недостаток или недоволно постапување и повторно ни се повторува сега целата ситуација дека ние сега повторно ќе правиме реформа и на судството и на јавно обвинителство, а никако да се одважиме дека таа реформа треба да биде брза и одлучна. Како? Бидејќи еден од заклучоците е велите за ослободување на заробената правна држава и елиминирање на факторите кои го овозможуваат нејзиното постоење во државите на Западниот Балкан и Турција, потребно е да се создадат и имплементираат ефективни реформи во секоја од областите каде се регистрираат слабостите. Така е. Што се тоа ефективни реформи на македонскиот случај со сите претходно посочени елементи? Ефективна реформа на македонскиот случај значи многу појасно и транспарентно носење на законите. За да не дојдеме во ситуација да имаме закони носени по мерка. Закони по мерка не се само нови закони, тоа се измени на постоечките закони. Во членот тој, во параграфот тој, зборот 50 ќе се замени со 30.
И тоа значи дека зградата наместо на 50 метри од езерото може да се стави на 30 метри од езерото. Ама тоа не можеш веднаш да го видиш. И ако се носи поитна постапка. Да, и ако се носи поитна... Чисто да дадеме на илустрација за што зборуваме ние. За да после 2 недели повторно се смени тој истиот член и зборот 30 се замени со 50. И што направивме? Сега имаме легална градба. Затоа што тој закон важел во тоа време. Значи, ние мораме да зборуваме за потранспарентен начин на донесување на законите, да знаеме колку, значи, подобро да се уредиме сферата на законодавството. За да тоа може да се обезбеди дека нема да се носат ваков тип на закони. Или дека работите ќе се решават внатре во институциите, а не на лидерски средби, каде што ќе се договори дека ќе се донесе за измена на тој член во кривичниот законник, за да се обезбеди намалување на санкцијата на тој член врзан со јавната набавка, за да се ослободи синот на некој пратеник кој што треба да гласа за уставна измена. Извинете, и тоа е закон по мерка. И тоа е закон кој што се гради по мерка на политиката, така? Дневно политичка потреба. Ние тоа го имаме анализирано во оваа анализа. Значи, мораме да го уредиме тоа. Законите за амнестија. Исто така. И она што беше за 27 за случувањата во собранието. Значи, многу работи треба да ги дефинираме и да кажеме во држава во која што ќе владее правото и ќе има демократија, не може понатаму вака да се однесуваме според потребите на дневната политика, која што во позадина представува и политичка корупција и води кон висока корупција, затоа што секоја одстапка бара определено враќање на обврската или на долгот. Последниот сет на препораки се однесуваат на антикорупцијското законодавство и антикорупцијските политики. Тука во оваа област некако сме добри со законодавството, останува да се види како ќе се продолжи со праксата. За тој дел пократка пауза за реклама. Се враќаме назад. Мој вечерашен гостин Слаѓана Тасева, председателка на Transparency International, повод извештајот за заробените држави на Западен Балкан и Турција. Продолжуваме со последниот сегмент околу препораките. Тие се однесуваат на антикорупцијското законодавство. И сега тука доаѓаме до една ситуација во која што Македонија, што се однесува до законодавно-институционален план, има позитивни оценки, но она што недостасува е практични резултати. Нема ни недела дена од одбележувањето на меѓународниот ден против битка за борба против корупцијата, кога гласно одекна пораката од антикорупцијската комисија дека нивните препораки едноставно никој не ги слуша. И тука го имаме најспецифичниот можеби пример, кога владата упорно одбива да прифати став на антикорупцијската комисија за именувањето на директорот на МЕПС. И таква има и повеќе други ставови од антикорупцијската комисија и една од нашите заложби и не само во овој извештај, тоа го имаме и во други извештаи, е дека доколку постои антикорупцијската комисија, за која што сите се согласивме дека начинот на кој што беа избрани членовите обезбедува нивниот интегритет, законот им обезбедува доволно надлежности да можат да се воспостави превенција и она што е нивна улога во борбата против корупцијата, но понатаму она што представува дел на политичката волја се уште недостасува. Се уште тие немаат капацитет да го спроведат законот. Немаат бази на податоци. Тука доаѓаме до два сегмента на немање политичка волја. А немање политичка волја да се овозможи прво
капацитетот што е потребен на институцијата и второ, немање политичка волја и да се спроведе и тоа што се препорачува како одлука и наот на комисијата во момент. Така е. Иако кога зборувам со председателката на комисијата и членовите, тие велат дека сега е подобро. Буџетот е зголемен, ќе има можност да се направи софтверот за базите на податоци, значи работите малку се подобрија, но тоа е се уште го немаме. Значи ќе има, се уште сме ќе има, но се уште недостасува тоа да нивните одлуки или препораки за тоа начинот, еве спомнавте, назначување на раководни лица на определени јавни предпријатија и други институции, членови на управни одбори и така натаму, да се, кога се укажува на постојање на судирна интерес или кога се укажува на неправилно спроведена постапка во определено назначување, или кога се укажува дека постои судирна интерес на некој член од владата, кој што учествувал во носење одлука која е поврзана со неговиот личен интерес. Во конкретниот случај имаме одговор, владата процени поинако. Го има ли тој луксус владата воопшто да се впушта во такви анализи, кога и самата декларативно се залага за нешто друго? Владата се обврза и дека ќе го има во предвид извештајот за ранливост од корупција при вработувања, во кој што навистина многу има, тоа го правевме исто така ние заедно со комисијата, дека тие постапки на именување, назначување, вработување ќе се води сметка на компетенции, ќе има критериуми, јасна, транспарентна постапка, ништо тоа не се прави. Затоа ја спомнав, можеби на почетокот, кога ја изградивме први на антикорупцијската комисија, мисливме дека така ќе продолжи. Ама тогаш поинаков беше целиот амбиент. Тогаш се сеќавате и вие, не се случуваше препорака од антикорупцијската комисија да не биде спроведена од страна на другите институции, пред се од владата. Дури во некој момент ни беа и лути, когаш велеа вие сте влада во сенка затоа што не оставате да работиме. Да, ама треба да се работи согласно од определени принципи и определени закони. И мислам дека со тоа се прави многу голема грешка. Сепак многу е подобро доколку владата прифати да ги спроведува препораките на комисијата и не само препораките и стратегијата која што донесе комисијата и се друго, за да можеме да изградиме конечно еден систем за борба против корупција. Оти не е систем ако само некаде нешто е добро или ако каже вице-премиерот, јас ќе се борам против корупција, а не гледаме ништо од тоа. Во пракса имаме спротивни примери. Би завршил со трите препораки кои што ги има во извештајот на Европската комисија токму во однос на ова, тоа е спроведување на новиот закон за јавното обвинителство, вклучително со истражните центри, повеќе видливи резултати во борбата против криминалот и случаи на висока корупција и овозможување на финансиски и човечки ресурси на независните тела за борба на корупцијата. Ако го погледнеме и новиот буџет за до година, може ли низ бројките кои што им се дадени и на антикорупцијска, за да ги засили капацитетите, и на обвинителството конечно да проработи со истражните центри така како што треба, може ли да се заклучи дека она што е клучно за битката против корупцијата, тоа е пред се политичката волја, ја има, бидејќи тоа е најмногу им годин на политичарите. Тие велат, да бе, еве, има политичка волја, донесовме закон, ама законот не е политичка волја. Политичка волја е имплементација на тој закон. Дали низ буџетот и мерките што се преземаат се гледа таа волја? Таа имплементација не ја гледаме низ буџетот. Значи, ние зборуваме за законот за јавно обвинителство кој што е 1 година стар, меѓутоа законот за кривичната постапка е 10 години. Таму се предвидени истражните центри.
10 години чекаме политичка волја да започнат да работат истражните центри во јавните обвинителства. Навистина се надевам дека нема 10 години да чекаме да профункционира секако што треба антикорупцијската комисија, која што покрај другото има и надлежности да проверува сметки, банкарски и партиски сметки и така натаму, но како да не сакаме тоа да го дозволиме. Во државата се донесе пред 3 години стратегија за финансиски истраги, која што исто така минимално или делумно се спроведува, иако сите со нетрпение очекуваме не само ефективна судска осуда, кај што некој ќе одговара за тоа што го сторил, туку и конфискација, односно конечно на граѓаните да им бидат вратени сите овие пари, од кога зборуваме за оваа висока корупција, таа има своја цена. Тука се огромни средства од буџетот и од оваа држава изнесени некаде, кои што треба да се вратат повторно, но на начин така што ќе бидат одземени и конфискувани и да се искористат за општо добро. Значи, ова начинување на сите значајни теми да го заокружиме со тоа дека вртење на бројчаникот не треба да биде само флоскула, бидејќи крајот сепак треба да биде враќање на парите нас. Да, може да застари делото, може некој да не може да одговара за тоа што го сторил, но конфискацијата е можна и во таквите случаи. Госпожа Тасева, ви благодарам за вечерашното гостување во Еврофокус, ние продолжуваме со уште една интересна тема. Глобсек трендови 2020, нов извештај што ги опфаќа резултатите од испитувањето на јавното мислење на 9 држави од Централна и Источна Европа и Западниот Балкан. Покажува дека повеќе од 1/3 од испитаниците веруваат во конспиративни теории поврзани со COVID-19. Овие трендови важат и за Македонија, која пак од друга страна, според анкетите, е најпрозападно ориентирана држава во регионот. Повеќе детали од ова истражување на реномираниот словачки институт Глобсек од Марија Дивитарова. Македонија е најмногу прозападно ориентирана од сите земји во регионот. Истражувањето Глобсек за трендовите во годинава што изминува покажува дека меѓу 9 земји од Централна и Источна Европа и земјите од Западен Балкан, најголем процент од луѓето во Македонија или 46% се прозападно ориентирани. Овој процент е значајно поголем од, например, во Црна Гора, каде прозападна ориентација искажало 35% од населението. Објаснувањето за ова на истражувачите од Глобсек е демографската структура во овие две земји. Во Македонија, 1/4 од населението се етнички албанци, кои имаат прозападни ставови, додека во Црна Гора, каде речиси 30% од населението се срби, повеќе е изразена проруската наклонетост. Сепак, најмалку прозападно расположение има во Србија. Инатаму е висока поддршката во Македонија за членство во Европската Унија, односно оние кои би гласале на референдум за приклучување кон Унијата. Расположението за ЕУ е високо меѓу луѓето во сите земји каде е спроведена анкетата, а први на табелата се земјите кои се членки на Унијата. Меѓу земјите кандидатки, во Македонија за членство во ЕУ би гласале 78% од луѓето. Потоа е Црна Гора, а најмал е процентот во Србија, иако и таму е над 50%. Членството во Унијата најмногу се врзува со мислењето дека тоа ќе донесе подобар живот за идните генерации, а 54% од македонците сметаат и дека Унијата е стратешки партнер на земјата. Во балканските земји кои се дел од истражувањето, Македонија, Србија и Црна Гора, Унијата се доживува како мотор кој ќе ги реши внатрешните етнички спорови, како ветување за стабилност и подобрување на внатрешните демократски процеси. Исто така евроатлантската интеграција се доживува како средство за економски раст и благосостојба во замена за исполнување на критериумите. Ваквата перцепција за Унијата како средство за решавање на внатрешните проблеми може да биде штетна за Унијата на долг рок, предупредуваат истражувачите на Глобсек, додека морковот што го нуди Унијата може да ги забрза домашните реформи или да поддржи мировни преговори, например. Волјата за спроведување на реформите и за решавање на внатрешните конфликти мора да доаѓа од самите земји. Висока е и поддршката за членството во НАТО. 61% од македонците сметаат дека членството значи побезбедно живење.
Тука се јавува разлика меѓу испитаниците во земјите членки на Унијата и Балканот. Има одреден процент од луѓето во балканските земји кои веруваат дека НАТО е агресивна организација. Кога станува збор за големите сили, ниту Русија, ниту Соединетите држави, ниту Кина не се сметаат како закана за Македонија, за разлика од Полска, Чешка и Романија, каде над 30% од луѓето ја сметаат Русија за закана. Но меѓу трите земји од Западен Балкан кои се дел од истражувањето, најмногу владеат теориите на заговор кога станува збор за пандемијата со COVID-19. Црна Гора, Србија па Македонија. Вака изгледаат првите 3 места на табелата. Повеќе од 1/3 од македонците веруваат во теории на заговор. Најраспространета теорија на заговор во Црна Гора, Србија и Македонија е дека Соединетите држави го создале вирусот и дека вакцината е алатка со која ќе им се вгради чип на луѓето за да може да бидат контролирани. Но истражувањето покажа и дека вакцинацијата е директно поврзана со довербата во институциите. Од оние кои веруваат во институциите во Македонија би се вакцинирале 48%. Единствено во Бугарија овој процент е помал. Односно, само 40% од оние кои имаат доверба во институциите би се вакцинирале против COVID. Истражувачите на Глобсек забележуваат дека теориите на заговори и дезинформациите ќе го отежнат опоравувањето од пандемијата, додека волјата за вакцинација на луѓето ќе биде сигнал за способноста на државите да ја подигнат довербата кај своите граѓани и да комуницираат со нив. Затоа се бара од земјите да вложуваат повеќе во стратегиски комуникации, кои од една страна ќе значат справување со епидемијата, а од друга страна ќе ги убедат луѓето да се вакцинираат. И на крај останува прашањето за демократијата во сопствената земја. Македонците, заедно со романците и бугарите, се најнезадоволни. На можноста да се избира меѓу демократски систем со регуларни избори и повеќе партиски систем или силен лидер, 54% од луѓето во Македонија се определиле за демократија, а 41% за силен лидер. Истражувањето на јавното мислење кое опфати 9 земји – Бугарија, Чешка, Унгарија, Црна Гора, Македонија, Полска, Романија, Србија и Словачка – е направено телефонски на 1000 испитаници во септември и октомври годинава. Тоа беше се во вечерашното издање на Еврофокус. Довидување до идната недела и останете натаму со програмите на Телефон.